суден ден ке воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Сум лебот жив, што слезе од небото. Мир вам, ноќеска го сонував Македонецо. Молеше горещо, Христе помогни. Дојди во Македонија и помогни ми. Исусе светол, ти не возлюби. Амин, амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Минус 15, 16, некој велат 17, 19, но топло ми е во срцето, зашто мојот татко е семокниот Бог, зашто Исус е мојот Господ и Спасител, зашто Господе мој, татко мој, Исусе мој, на Тебе се надевам, се препуштам во Твое водство, да ме обликуваш во љубовта, да ме научиш да ги љубам сите. Со ракавици не се врти, но вчера ми смрзна рацете, наистина е студено, но топло ми е во срцето. Татко мој, зборува и денеска низ мене, нека секој збор, секое слово ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов, за Твојот мир, да се остават старите грешните, да повикаат кон Исуса, како треба да живеат Божиите луѓе. Прво Јованово, значи овој препев на Гидеони, се фрлам сега да го озвучувам, бидејќи тука има некои работи кои се поддиректно објаснети, не се во поетскиот духовен јазик, како треба да живеат Божите луѓе, да ги допреш сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат кон Тебе: Те сакаме, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе Те љубиме. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, меѓу земјата и небесата. Исус, погледнете колкава голема љубов покажа небесниот Татко спрема нас. Вие тажите, плачите за разни земски работи. Колкава голема љубов покажа. Пазете, дојде, се распна себе си, го даде својот возлюбен син, престојуваше во него во духот, да ни покаже колку не љуби. Секој што постапува праведно е Божиот чедо. Видите, тоа е целата суштина. Тој толку многу не засака, значи одиме прво Јованово 3 глава, што не прифати назад, и ние сме секако негови чеда, како своји чеда. Не прифаќа по жртвата на Исус. Се разбира, треба и ти нешто да направиш, синко човечки. И ние сега на вистина сме Божји чеда. Кога одиш да бараш прошка, дали вистински одиш или лицемерно? И ние вистински сме Божји чеда. Како? Па ќе видиме. Световните луѓе не го познаваат Бога. Па затоа и нас не препознаваат. Мојот народ гине од незнаење, како Божји чеда. Драги мои возлюбени, ние веќе сега сме Божји чеда. Божји чеда. Ако си Божјиот чедо, ти знаеш дека имаш татко, кој е љубов, и ќе му речеш: татко, зошто имам, например, некоја алергија, не знам што е. Сатански трн кој ме подсетува дека сум почнал да осудувам, да се вознесувам, се покајувам, еве јавно, да исчезне се што не е од тебе. Се што е од тебе прифаќам, нели?
Но не можеме да замислиме што ќе станеме, бидејќи ние сме сега овде во тело. Сепак знаеме, а треба да се вратиме во духовна природа. Затоа во 1 Коринтијаните 2 таму се вели тело телесно и тело духовно. Кога Христос повторно ќе дојде, ќе станеме слични на Него, бидејќи ќе го видиме онаков каков што Тој навистина е. Ние овде го гледаме на еден начин. Го видеа апостолите, нели? Како што вели тој на почетокот. Секој што ја положил својата надеж во Него. Али си ја положил, се надевам на Исус, не се надевам на луѓе. Ќе се чува да остане чист, токму како што е Христос чист. Ти да бидеш црквата и храм на Светиот Дух. Не мора да одиш во камени згради, бидејќи Бог, Таткото, не живее во ракотворни храмови. А ти мислиш дека таму ќе го направиш. Секој што прави грев не живее во ракотворни храмови. Каде живее? Па твоето срце без број. Дај му ги клучевите, собственоста, препиши ми го имотот. Оди на адвокат и нотар во срцето. Секој што прави грев го прекршува Божиот закон. Зашто гревот е токму тоа, прекршување на законот. А кој е законот? Законот е многу тежок. Кој може да го исполни? Љуби го својот ближен. Како што знаете, тоа е законот, да љубиш. Немаш доволно сила, бараш помош. Исусе, дај ми сила. Исусе, евети го срцето. Исус, исцели ми го грбот. Имам некоја, како да ме проводел во еден момент кога се разгнев, точно го знам моментот. Ме изнервира постојано сатанско притисок. И извикав нешто што не требаше. Арах па сандалај, може би го извикав зборовите, но гневот беше присутен, го оскрли Светиот Дух. И знаете како да те проводе со меч. Начекува сатаната, ќе го тргне штитот на верата, шлемот на спасението, обувките на мирот, појасот на праведноста. Те сакам, Господи Исусе Христе, исцели се што не е од Тебе, но брзо заздравуваш. Како што знаете, Христос токму заради тоа дојде да ги отстрани нашите гревови. Во Него грев нема, па затоа секој што е на Негова страна нема да продолжи да греши. Треба да си на Негова страна. Која е таа страна? Па страната на љубовта. Да ги љубиш сите, да им простиш. Малку се подналото, пак прости, покај се, барај сила, дај ми сила да љубам, дај ми сила, Исус, помогни ми, прости ми, татко, се покајувам, простувам. Ја прифаќам Твојата волја, се покајувам за гревовите на моите предци. Евети го срцево, не можам сам. Исусе, јас сум здрав и исцелен во Исуса. Слава Ти, Исусе. Ако човек продолжи да греши, тој ниту го познава Исус, ниту пак сваќа кој е тој. Да греши значи да не љубиш, бе, брате. Да не љубиш, брате, тоа значи да грешиш. Чеда Божји, не допуштајте некој да ве заведе. Праведен е оној што постапува праведно, онака како што постапуваше Исус. Само во Исус си праведен. Не можеш самиот да бидеш праведен. Луѓето се сами и мислат дека се праведни. А оној што продолжува да греши, значи да не љуби било кого, е на страната на ѓаволот, зашто ѓаволот греши уште од почетокот, токму затоа дојде Божиот Син да го уништи тоа што го прави ѓаволот. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Исус да те укори. Тој што е препородено Божиот чедо, препороден, возроден, си предал се, си се родил, не можеш ти да си препороден да легнеш болен после. Значи нешто не си направил, не си се покајал, не си простил, не ја прифаќаш неговата волја. Не ја прифаќаш неговата волја. Што очекуваш понатаму? Нема да продолжи да греши, бидејќи Божиото семе, односно Божиот дух се распламтува во него, тоа е препородено Божиот чедо, препороден. И не можеш да продолжиш да грешиш, ќе сетиш дека треба да љубиш. Постои јасна разлика, две категории на Божји чеда и деца на ѓаволот. Божји чеда, нема средина. Секој што не постапува праведно, не љуби и што не љуби и не ги сака другите христијани. Тоа подразбира сите луѓе. Не е Божјот чедо. Тие сите се христијани во наводници на еден начин, бидејќи духот што е во нашиот татко и во Исус
Ево секого од нас без тоа си мртов. Пораката што ја чупме од почетокот, да се сакаме еден со друг, да се љубиме еден со друг. Да се љубиме еден со друг. Горе има вечна љубов. Да не бидеме како Каин кој застана на страната на злиот и го уби собствениот брат. Децата на Адам и Ева. А зошто го уби? Па затоа што немаш доволно љубов. Сатаната е убиец. Тоа што си сатанско ткиво. Значи имаш чеда Божји чеда и деца на ѓаволот. Нема средина. Тие што мислат дека не се. Бидејќи она што го правеше Каин беше погрешно, она што го правеше неговиот брат беше правилно, Каин го убива Авела, децата на Адам и Ева. Според тоа не чудете се и Бог му вели: Каине, каде е брат ти Авел? Крвта негова вика од полето. И тоа е проколнат, знаете. Тоа е целата суштина. Ќе видиме понатаму што вели овде. Постои јасна разлика меѓу Божјите чеда и децата на ѓаволот. Секој што не постапува праведно во Исус и не ги сака другите христијани, не е Божјо чедо. Зошто го уби, бидејќи пред тоа не чудете се, драги христијани, ако луѓето на овој свет ве мразат, тие нема доволно љубов ни за себе, ни за блиските, а камоли за вас. Ако ние христијаните се сакаме еден со друг, тоа покажува дека сме преминале од смрт во живот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Оној што не ги сака другите христијани, на друго место се вели братот свој, во другиот препев пребива во смртта, а овде вели се уште е во стегите, окован во смртта, окован во гревот. Си тегне. Секој што мрази некој од христијаните е убиец. Значи, едното е сакам, другото е мразам. Тоа е спротиставено. Секој што мрази некого од браќето, од христијаните е убиец. Вие знаете дека ни еден убиец во себе нема вечен живот. Царството Божјо не е во него. Исус не живее во неговото срце. Ти без Исус немаш доволно сила. Знам дека има и други религии, но тие не разбираат како да примиш сила од Исуса. Кога Исус го даде собствениот живот за нас, ние свативме што значи да си има љубов. Така треба и ние да ги даваме нашите животи за другите христијани. Дали ги даваме? Како може некој да тврди дека ја има Божјата љубов, ако има световни богатства, гледа дека некој од христијаните е во материјална неволја, а тој не сака да му помогне? Ќе му рече: оди си ти така, нели? Чеда Божји, деца, треба вистински да се сакаме. Не само на зборови, туку на дело, со нашите постапки во секојдневниот живот, со нашите постапки, да видам како живееш ти, синко. Така ќе знаеме дека сме на страната на вистината, ќе имаме неопходната увереност, сила, поттик кога ќе застанеме пред семокниот Бог и кога нашата совест не обвинува зошто вака. Бог е над нашата совест и тој знае се, затоа јас немам своји мисли, секоја мисла да е покорна на Исус, барам водство за секоја одлука. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, а Божјата заповед, ако се држиме, се што ќе побараме од Него, 1 Јован 4:22, ќе добиеме, ако се држиме до Неговите заповеди. Ако се држиме до Неговата заповед, љуби го својот ближен, и правиме она што е во согласност со Неговата волја, она што е во согласност, не со мојата волја. Не можеш со твојата волја да бидеш христијанин. Со твојата волја го избираш Исус, а потоа се предаваш во собственост, владение, во обука. Божјата заповед е да веруваме во Неговиот Син Исус Христос. Комплетно верувам, имам доверба. Бог, Исусе, мојот доктор, ми исцели веќе. Така ни заповеда Исус. Оние што се придржуваат до Божјите заповеди, до љубовта, живеат во нераскинливо заедништво. Нераскинливо заедништво со Бог. И тој трајно живее во нив.
трајно да живееш и во мене, како знаеме дека Бог живее во нас, па Светиот Дух што ни го даде Христос. И тој Свети Дух има отчитување, вие имате сила, знаете, и ви се случуваат некои нешта. И сега, го имаме ние тој стих, со Словото, го проучува Словото, се мачи, челници на цркви, темели на цркви, нивните деца ќе паднат болни. Знаете? А тој, како на наши ученици, ни дава власт. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, над секоја болест и немоги. На неговите ученици им дава, значи ти што ќе паднеш болен, не си негов ученик, друг некој те учел. Битен е тој момент да не пиеш затруена вода, чиста вода да пиеш на љубовта. Кој сум јас? Одиме ова што слегува во дух, поуки во духот. Што сум? Што барам на земја, бре, луѓе? Оа долина на сенка смртна. Зошто мора да страдам, да умрам? Да, зошто? Видите лакви луѓе, никој никому не верува, крадат, лажат, те продаваат. И зошто мојот татко е на небесата, а јас сум на земјата? Ете, тоа постави си го прашањето. Еве ти стих, ти заповедам пред Бог Отецот, кој се оживотворува, и пред Исуса Христа, која посведочи добрата исповед пред Понтиј Пилат, значи пред светот, да ја запазиш заповедта чиста, безпрекорна, се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Ете, повторно зборува за заповед. Значи, ние сме во војна за души, сатаната ве тегне во дно, да пропаднете долу. Во една визија, во една темна дол, доле вода, души темни пливаат како кеси. И горе еден поглед. Илјадници години е они, Исус со ангелите, свесни за себе. 1 Тимотеј 6:13-14 се зборува за заповед и заповедување. Заповедта е да љубиш, да го љубиш ближниот како и себе си. Те сакам, Господи, се не е молба, заповед е за живот или смрт. И доаѓањето на Исус Христос. Каде? Па првин во твоето срце, за да се родиш во љубов, па потоа за второто пришествие, дали си претрпил до крај, да живеат со Отецот во твоето, во моето срце, тоа е соединување во љубов, а потоа ти вели да правиш добро, да богатееш со добри дела, да бидеш штедар и сочувствителен, 1 Тимотеј 6:18. Значи, во законот, кој нема милост, сочувствителен, милост, нели? Милоста, и за него ќе се нема милост во судот. Кој сум јас и зошто сум? Без Исус во срцето, синко си, син човечки, грешен, паднат, злобен, без љубов, немаш сила, врзан си, роб си на греот во прангите, роб си на нељубовта и не знаеш кој си, каде одиш, зошто си болен и страдаш и умираш. Христијани болни и страдаат. Тоа покажува да се не се негови ученици, друг некој ги учи, вметнати доктрини на поделеното христијанство. Нашето жителство е на небесата, откаде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Не сте знаеле? Филипјаните 3:20. Дали го бараш Царството Божие и си жител на небесата? Дали го очекуваш второто пришествие на Исус Христос или си чекаш нова година да се издуваш, најадеш, напиеш, чекаш некоја слава, некој празник, да се напиете? Кој си ти, човеку, чиј си? Свој ли си или си Исусов? Свој си или си Исусов? Кому му припаѓаш? Тоа е разлика, а разликата е живот и смрт.
со себе самиот си или со Исус, зарем не си слушнал дека Исус ја победил смртта и ги има клучевите од адот? Еве што вели Словото. Видете, долги години во христијанството, пробува со, ми носеше и Библија, беше кај нас, легна во кревет, сеќаваше кога одевме ние, од друга заедница припаѓа. Се креваше, рече, последен пат се насмеа, Бог да ја прости. Замина. Последниот пат Мандеј направи исповед, се покаја. Нељубов кон двајца блиски, несреден однос кој трае континуирано, и тој не те враќа назад, да се вратиш во истата заедница, истите чувства, да не се промениш. Тој ќе го преобрази нашето понизено тело, да стане подобно на неговото славно тело, со силата преку која тој може да подчини пред себе се, но ти дава слободна волја, Филипјаните 3:21. Обрнете внимание, понизено тело, кога ќе паднеш болен, а си бил христијанин, застани и моли го Исуса. Дали вистински си застанал пред Таткото Небесен? Дали си му предал се на Исус да бидеш негов ученик и следбеник? Тоа е она што сме. Синови човечки, понизено тело, телесни луѓе, мртви без дух, слични на животните. И треба да се преобрази нашето телесно тело, да стане подобно, да стане храм на Светиот Дух, да се освети, очисти. Те сакам, Господи Исусе Христе, со водна бања во Словото, а тие мислат само со вода. И Исус вистински да се насели, да направи сокровиште во моето, во Твоето, во нејзиното срце. Значи, пред една недела, последната средба рече, не сум се насмејала од кога бевте вие, ги пееше песните, сеќаваше сила, присуство на дух. Мандеј направи мојата сопруга исповед. Господе, тие велат, ние не се молиме за мртвите, јас те молам за сите што се починати на границата, да вистински да го примат Твојот дух. Ние се молиме за се. Ние сме Исусова собственост и како што вели Духот, така правиме. Ученици Исусови сме, не сме на луѓе. Тоа значи промена на собственоста од себе собственик во Исусова собственост. Раздај се што имаше тоа. Неговата е силата, 3:21, веројатно од Филипјаните, може да почини се, но ти дава време за милост. Тој може веднаш да го реши проблемот. Покаяние и слободна волја, самиот да избереш. А сатаната ти наметнува, те присилува. Отецот кој е дух, е единствен, бесмртен и живее во непристапна светлина. Никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. 1 Тимотеј 6:16. Исус е видливиот дел. Се е смртно освен Отецот, кој е љубов вечна. Таму си повикан, синко. Кога си во еден дух со него и ти си кинисал кон Царството Божјо и љубовта која никогаш не престанува, ако го отвориш твоето срце, го оставиш стариот човек и не живееш како порано, те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа значи Он да те води управува. Те љубиме, мил Исусе. Те сакам, Исусе, со ракавици, не се врти чистото слово. Треба да влезеш. Не прифаќај како своји чеда и ние на вистина треба да бидеме чеда. Кој прави грев, го прекршува Божиот закон. Да правиш грев значи да не љубиш. Ако продолжиш да грешиш, не го познаваш Христос и ќе имаш материализација на гревот, болест. Не допуштајте сатаната или некој да ве заведе. Треба да постапуваш како што постапуваше Исус. Ако продолжиш да грешиш, си дете на сатаната. Да се сакаме еден со друг. Кој не ги љуби христијаните е убиец, нема живот вечен. Значи треба да се љуби Божијата љубов, вистински да се сакаме, не само со зборови и дела. Се што ќе побараме од него ќе добиеме. 1 Јован 4, таму 1 Јован 3, последните стихови.
Се што ќе побараме, ако се држиме до неговите заповеди, ако љубиме и го правиме она што е во согласно со неговата волја, како знаеме дека Бог живее таткото во нас, па по духот кој ни го дал, по тоа што имаме власт, болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте, и давам власт на секој, а ти лежиш болен. Тоа покажува дека не си негов ученик, дека некој друг те научил по погрешно учење. Спознајте ја вистината, не си ја спознал вистината која ослободува. И се уште си во прангите на гревот на сатаната. Ој Исусе и пак Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, амин, до Божиот царство небесно предавам се во Твоите раце. Мојот Тимот, македонскава земја која е Твоја, дојди во Македонија и помогни ни. Сашите заедници, сотрудници, глувите, слушните и сите христијани вистински да станат Твои ученици и да го победуваат светот со силата на Исусовата љубов. Амин, до Божиот царство небесно. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Дојди во Македонија и помогни ни. Исусе светол, Ти не возлюби. Ноќеска сонував, го сонував македонецот. Молеше горешто, дојди помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ни. Исусе светол, Ти не возлюби. Љубовта е сила Исусова. Амин. И пак амин. Исусе и само Исусе. Амин. Da umre che žive, koji verujemo Krista, na suden den che voskresne, koji verujemo Isus, ja pobedi smrta. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam vo Него, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam vo Него, da se rodiš